Наскоро плаќањето на ѓубрарината јавните предпријатија ќе го пресметуваат според новиот закон за управување со отпад, најави министерката за животна средина. Наместо да се наплаќа по основна површина, односно по метар квадратен како досега, сега цената за услугата ќе се плаќа за произведено количество отпад. Само тоа што ќе треба да се депонира на депонијата ќе биде финално што ќе се наплаќа, а се друго ќе може да се преработува, односно да се рециклира. Најавените промени за јавните предпријатија се очекувани бидејќи тие се во текст со постојните законски промени. Што ова ќе значи за нив? Како јавно предпријатие ние веќе сме во некоја подготвителна фаза, би се рекло, па така би рекла дека веќе сме во фаза на подготовка и дека спремни ќе го дочекаме измената на закон. За граѓаните новиот начин на плаќање на оваа давачка е поправеден од сегашниот, бидејќи конечно ќе плаќаат реално. Нормално, кој колку си потроши, толку да се плати. Него треба да се плаќа по член. Кој колку члена има, толку да плаќа. Ако имаш 5 члена, ќе си платиш 500 динара. Ако имаш 1 член, ќе си платиш 100 динара. Така треба да биде. Не е добро, секако да река не е добро. Само што решение е друго. Кој единствени се тие што носат ѓубре, така да нема излаз. Па добро е. Тоа што ние немаме, мислам, ни канта, ништо, фрлам по контейнерите, а плаќам исто како да имам се. Останува прашањето како јавните предпријатија точно ќе измерат кој колку ѓубре фрлил. Сепак ќе чекаме да го има последен зборот да биде последен на ресорното министерство и секако кој што спомнав ќе постапуваме според насоките кои ќе ги добиваме според законската рамка која ќе биде утврдена од ресорното министерство. Иако новата пресметка ќе се применува наскоро, јавните предпријатија сами нема да можат да одлучуваат за висината на цената. Тоа ќе биде обврска на регулаторната комисија за енергетика.